Мрзливата мравка Роки. Во градот Шајн, на 55-та улица, во станот на дедо Јон и баба Маре, живееше една мала мравка по име Роки. Малиот Роки се имаше вселено во станот на баба Маре и дедо Јон пред 5 години, кога го напушти мравјалникот и замина да живее сам. Причината за напуштање на мравјалникот беше тоа што Роки беше многу мрзелива мравка. Поточно, едно лето, додека сите мравки собираа храна за зима и вредно работеа, Роки по цели денови спиеше, гледаше телевизија или си играше игри. По некое време мравките се налутија и на еден состанок му рекал на Роки дека или ќе почне да работи, или ќе мора да си оди од нивното друштво. Роки реши дека не сака да работи и им соопшти на мравките дека го напушта мравјалникот. По кратка потрага, виде дека најбезбедно ќе му биде да се всели во станот на дедо Јон и баба Маре. Во станот му беше многу убаво. Баба Маре правеше преубави јадења, па Роки беше пресреќен. Летата ги поминуваше на балконот, каде што се сончеше легнат во хамок лежалката. Грицкаше листови од целка и пиеше сокчиња од тиква. Кога ќе завршеше денот, Роки си одеше дома во кутивчето за леп, ќе се напиеше чаша топло млеко, ќе ги исчиткаше забите и слегнуваше да спие. И така, ден по ден, месец по месец, година по година, Роки живееше многу убаво, без никаков труд. По неколку месеци помина топлото и убаво лето и дојде нова зима. Роки повеќе не излегуваше надвор. Најчесто седеше до каминот и се топлеше додека го чекаше секој следен превкусен ручек или десерт сготвен од вредната баба Маре. Едно утро Роки го разбуди чудно тресење на неговиот дом. Наеднаш, сосема неочекувано, вратичката од кутивчето се отвори и внатре влезе крч студен воздух, пошто кутивчето се навали и Роки се стрка надолу по кутивчето се до вратата. Со последни сили се фати за работ на кутивчето и висна надолу кон ладниот снег. Погледна нагоре и виде дека кутивчето за леп е во рацете на Мими, ќерката на дедо Јон и баба Маре, која го удираше кутивчето, а од него испаѓаа мали трошки леп. Како испаѓаше лепот од кутивчето, така под балконот се собираа се повеќе и повеќе изгладнати врапчиња, кои веднаш ги голтаа трошките паднати на ладниот снег. Надвор беше многу студено, имаше многу снег и дуваше силен ветер. Па при еден силен налет на ветер, кој што удри во Роки, тој не се додржа и летна далеку од балконот. Падна на снегот, пошто веднаш почна да трепери од големиот студ. Кога се сврте кон балконот, свати колку е далеку, пошто ги догледа врапчињата кои беа појдени накај него. Роки во страв се стрча и појде кон едно засолниште со дрва за греење. За малку беше побрз од врапчињата и успеа да стаса до засолништето и се вгнезди помеѓу кората на едно дрво. Преплашен и преморен, срцето му чукаше брзо додека едва изимаше здив. Откако малку се одмори, почна да размислува што ќе прави и како да се врати во својот топол дом. Тој веднаш би пошол до балконот, но врапчињата седеа надвор и кај да тргнеше ќе го фатеа. Роки знаеше дека и мравјалникот е некаде близу, но тој беше затрупан со многу снег. А да копа снегот Роки не сакаше ни да помисли. По кратко време почна да му студи. Почна да се тресе и забите му шкрипеа.
Од облека носеше само сина блуза и кратки панталони, во кои за неколку часа ќе се смрзнеше како сладолед. Но Роки беше многу мрзелив. Па наместо да проба да го најде мравјалникот, тој реши да седи во кората на дрвото и да чека чудо. 4 часа поминаа откако Роки седеше во кората на дрвото. Се тресеше од студ и беше многу близко до премрзнување, а од глад и цревата почнаа да му свират како расипана виолина. Вака така, Роки свати дека единствен начин да се спаси беше да го бара мравјалникот, бидејќи студот не се трпеше, а полека паѓаше ноќ и стануваше уште поладно. Стана, со забите прегриза едно парче кора од едно од дрвата кој имаше форма на лопата, го стави под пазувите и се стрча надолу се до снегот. Полека почна да копа во снегот и како копаше, така добиваше се поголема желба за работа. Фрлаше снег со сета сила и на сите страни и направи тунел во кој можеше дури да преноќи. По 2 часа копање Роки најде на жито, кој беше трага која водеше до влезот на мравјалникот. Копаше уште неколку минути и конечно го најде влезот на мравјалникот. Пресреќен се насмевна и скокна низ дупката. Кога спадна долу, веднаш го догледаа другите мравки, пошто до него дојде неговиот брат Боби, кој што беше претседател на мравките. "Што бараш овде, Роки?" праша Боби. Роки му објасни на Боби што се му се случило и побара малку храна и сместување до крајот на зимата, советување дека ако го примат и го нахранат, ќе работи со нив по цели лета се до старост. Мравките се смилуваа и го примија, го нахранија и го вклучија повторно во нивното друштво. Следното лето Роки почна да го одржува ветеното и работеше многу вредно. Носеше храна колку што не можеа да однесат 3 други мравки заедно. Толку беше вреден што сите мравки беа зачудени. Но Роки научи едно. Научи дека колку и да имаш убав живот и колку и да не мораш да работиш ништо, сепак работата ги прави мравките мравки.